Добро дојдовте во денешното кратко предавање кое што го именував "Функционирам, ама некако порано". Целта ми беше да направам едно предавање кое што е фокусирано на стресот, но од гледна точка на лајфстайл медицината, значи на медицината на животниот стил. Секако ова не е во правец на доколку постојат било какви посериозни психолошки, психијатриски проблеми. Се разбира дека ќе ве упатам на колеги кои што го работат тоа. Тука зборуваме за тоа како ние во секојдневието, соочувајќи се со долготраен стрес, со ментална исцрпеност, доаѓаме до чувство да ни се наруши расположението, волјата, секојдневното функционирање. Значи, ова не е некоја клиничка состојба за која што зборуваме сериозна, но е сериозна за тие што ја доживуваат, бидејќи навистина влијае на квалитетот на животот. Токму на тоа алудирам. Оваа состојба "функционирам, ама некако порано", многу ми не ја препознаваат. Тешко се објаснува со еден збор. Човекот продолжува да си функционира, нема драматични измени, нема нешто да кажеме да застанеме, па да не можеме да функционираме. Туркаме, но енергијата ни е на пониско ниво и работи кои што сме ги правеле полесно, сега имаме чувство дека ги правиме со сила. Тоа е дефиниција на состојбата за која што зборувам денес. Тоа не е знак за болест, автоматски не значи болест. Се разбира, не можеме да исклучиме дека зад овие состојби може да се кријат и други работи, но не е тоа предметот на денешната презентација. Зборуваме за сигнал дека организмот и нервниот систем ни се под притисок подолг период и ни треба пауза. Не пауза во смисол да одиме на одмор, ќе го и тераме и тоа, туку во дневниот ритам како да воведеме активности кои што ќе ни го подобрат расположението. Во таа смисла. Всушност, денешната тема е стрес кој што трае предолго. Ние честопати под стрес си мислиме нервоза, грижи, притисок, брзање, и тоа е стрес. Но има стрес кој што се чувствува на ниво на тело, не е со овој интензитет, но е цело време присутен. И фактички, кога ние сме под постојан притисок, дали од работна обврска, од финансиска грижа, од семејна напнатост, ние сме во токму овој ризичен стрес, би го нарекол. Бидејќи другиот кој ќе го препознаеме, знаеме дека ќе си ги објасниме работите, тоа ми се случи, голем стрес имав, и тоа ни ја објаснува ситуацијата. Меѓутоа, кога сме на тивок оган вклучени подолг период, не е лесно секогаш да се сетиме дека токму тоа, и навечер тоа е едниот од најсигурните знаци, навечер кога ќе легнеме, кога ќе пробаме да се опуштиме, не можеме да се изгасиме. Тоа е тоа на што алудира. И тука најчесто биолошкиот механизам велиме дека е кортизолот. Дека тој се кренал, дека стои на повисоко ниво од тоа што е природно или физиолошко ниво, и ние сме таму. Тоа ќе го препознаеме и како ситуација кога многу мали проблеми не вадат од такт. Кога имаме некоја невнатрешна напнатост, а без јасна причина, конкретна. Тешко се исклучуваме од мислите и наутро не се будиме свежи. Тука мораме да објасниме дека не секој замор е физички. Значи, ова е третиот дел од презентацијата, кога сме уморни. Најчесто првата мислење е дека треба да спиеме. Штом сме уморни, треба да спиеме. Но ако овој тип на умор спиеме, а не проаѓа, сепак се будиме од сабајле и пак се вклучува тоа, тогаш ова е во овој правец. Тука е таа разлика. Тука зборуваме за падот на расположението, намалена волја и една чувство на потреба од внатрешна стабилност. Значи, затоа го правам како разлика. Едно е физички замор, и тоа е сериозен, се разбира, но тој после едно добро спиење ќе се тргне, ќе се ресетираме, што се вели,
Но околу овој хроничен стрес за кој што зборуваме, функционирам, но некако порано и како една музика во позадина цело време свири, тоа кое што едно добро спиење ќе го поднамали, но нема да го елиминира. Сега дојдовме до диагностициравме. Значи, ако се препознавате во оваа ситуација, сега доаѓаме до 5 чекори за како да си помогнеме за тој внатрешен баланс. Првото нешто кое што е важно е утринска дневна светлина. На нашето тело не секогаш му е едноставно да го препознае ритамот на денот и ноќта. Живееме затворени, фала Богу, но од една страна заштитени на домашно, на безбедно, на убаво, фала Богу, но тоа значи дека можеме, например, да бидеме и во полузатемната просторија од наутро. И да не му дадеме до знаење на нашето тело вистински дека денот почнал. Порано имаше еден тренд за гледање во сонцето, секако сум против директно гледање во сонцето, но изложување на лицето на рана утринска светлина со затворени очи, да не се разбереме погрешно, е добро. Ова е едноставна навика, многу едноставна, значи најдете начин, и дури ако немате прозорец во станот, ако живеете кој што гледа директно на исток, и не мора да е директно на исток, излезете на балкон и поседете 5-10 минути со убава утринска светлина. Да му дадете до знаење на телото и на хормоните внатре, на тој така наречен циркадијан ритам да го ресетирате. Да го информирате телото дека денот почнува. Тоа е прво. Второ, движење, но без притисок. Значи, не почнувајте веднаш со интензивен тренинг. Не се форсирајте веднаш со теретани. Немам ништо против теретаните генерално. Но ако и сте во ваква ситуација, на зголемен притисок, најмалку што ви треба уште е сега и време да додадете фиксно, па во тоа време одите, па компликации, па спремање, па брзање, па притисоци. Не. Движење без притисок. 20 на минути денес, 30 на 15. Дајте си тие толку и толку минути, колку и да е, телото да е во движење и да немате дополнителен притисок околу тоа. Пешачење како форма на релаксација. Значи, тоа е втората препорака. Првата, утринско изложување на лицето на светлина, 5, 10, 15 минути, колку ви дозволува времето. И втората, движење без притисок. Пешачење без притисок. Трето, ставете граница на кофеинот. Кафето е прекрасна напивка за тие што го уживаме, но треба да се има граница. После 2 или 3 часа од попладне, гледајте да не го користите. Четврто, направете си еден ритуал за исклучување. Од се. Исклучување во вистинска смисла на зборот. Од телефон, од разговори со луѓе, од домашни обврски, од обврски со работа, од што и да е. Нека не биде баш и секој ден ако ви е премногу динамично живењето, но барем на секој 2 или 3 дена внесете го тоа. Не гледање телевизија, гледајте телевизија, серии, и тоа е окей, и тоа може се да помогне, но без примање информации. На тоа мислам четврто како ритуал на исклучување. Пуштете го мозокот да пасе. Вака просто кажано. Внатрешно да обработувате, ама не и од надвор да доаѓаат цело време дразби, телефони, компјутери, телевизори и цело време ние да треба нешто да обработуваме. И петто, ќе добиете ова чувство на малку подобра контрола, која што ќе биде фактички последица на претходните. Кога вие ќе имате ваков проблем, или напаѓање на волјата, и кога ќе добиете чувство дека си организирав кратка прошетка, туш, средување на простор, лесен оброк. Значи, кога ќе почнете на мали работи да превземате контрола, овие кратки ритуалчиња кои што ги спомна по првите 4, петата придобивка всушност е дека вие ќе добиете чувство дека
си ја враќате малку по малку контролата на животот и тие мали чекори воопшто не се незначајни, за кратко време ќе ве охрабрат, ќе ви дадат сила. Кога има смисла да се направи и природна поддршка? Природна поддршка е тоа дека има билки кои што дополнително може да се дадат, како што ние имаме во нашиот асортиман на суплементи. Тука е одличен момент да се спомнат. Имаме две билки или два суплементи кои што целосно се совпаѓаат тука. Првата е ашваганда, како што на многумина од вас е позната, тоа е нашиот најпродаван продукт. Ашвагандата е адаптогено растение. Адаптогено, помага во адаптација. Има јасни научни студии кои што кажуваат дека на среден рок помага за намалување на нивото на кортизол. Значи, јас пак ќе ги ставам на прва основа овие 5 претходно кои што ги кажав. Сонот, светлината, движењето, храната, ритмот, превземањето на тие 70% од целта. Но останатите 30% вакви природни работи може да ни помогнат. Значи, ашвагандата е прва и не случајно толку популарна, бидејќи откако ќе ја земете, ќе видите дека помага во подобра адаптација кон стрес. Значи, стресните ситуации нема да ги избришеме од ничиј живот, но ашвагандата ќе помогне за подобра адаптација кон стресот. И вториото нешто, тоа е нашиот продукт наречен Optimax. Всушност, Optimax е екстракт од кантарион. Кантарионот, ние го знаеме во нашата земја пред се како на надворешна употреба за рани, за желудник, да речеме е деловно внатрешна употреба, но клучната употреба на кантарионот, конкретно, например, во Германија и во многу западни земји, е дека тој се користи како природна поддршка за расположението. Дури многу студии го ставаат во рамките на антидепресив од прва линија. Се разбира, мораме да нагласиме две работи. Кај и во Германија кога се дава кај умерена и лесна депресија. За тешки депресии не станува збор, тука ќе си отидеме на лекар, ќе си разговараме, ќе добиеме посилна терапија, тоа е друга ситуација. Но кај овие лесни форми на нарушување на расположението, кантарионот или нашиот продукт именуван Optimax всушност е прв избор. Уште едно нешто морам да нагласам покрај тоа што кажав дека не е за тешка депресија. Второто што морам да го нагласам е дека тој знае да влезе во интеракција со други лекови. Со орални антикоагуланси, со орални контрацептиви, со антикоагуланси и со некои од потешките форми на лекови кај лекување на малигни болести, таков тип на потешка терапија, но денеска со ChatGPT, со Gemini, со сите AI опции, многу е лесно да провериме лековите кои што ги земаме, ако ги земаме, дали се во колизија со екстрактот на кантарион. И се разбира, екстракт стандардизиран, да, наспроти чај, бидејќи чајот може да има различни дози, а тука зборуваме за сериозен стандардизиран пристап. Значи, како малтене, тоа што би рекле лек, односно лек во смисла на прецизни дози дадени 3 пати на ден. Така што таа комбинација двојна ашваганда и Optimax, односно кантарион, како поддршка на се останато што го спомнавме, го дава тој пол ефект на решавање на проблемот наречен не сум како порано. Значи на тоа алудираме. Ако се пронајдовте во оваа група, во овој тип на проблеми, лесно пробајте со овие 5 чекори, пробајте и со ашваганда и со Optimax, дајте му време. На Optimaxот му треба 2 до 3 недели за да ви го даде ефектот. Значи нема земање за ден, за 2, за 3, за 5 да даде ефект. На втората до третата недела ќе го почувствувате тој ефект на кревање на расположението. Меѓутоа, главната порака ми е дека не сум како порано е нешто кое што
тоа чувство треба да не застане, да се соочиме и да го решиме, бидејќи на овој начин што го кажав во најголем број од случаите може да се реши. Ви благодарам за вниманието, се гледаме пак.